Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, денеска се наоѓаме тука во Карпош 4, каде што се направени најголем број на доградбите на станови, почнувајќи од Карпош 1 до Карпош 4, тоа се најголемиот број на примери за доградби на станови. Тука сакам да ви изложам еден дел од програмата кој ќе елиминира една голема неправда која им беше нанесена на граѓаните. Најавувам дека во нашата програма, мојата и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Сојузот за Македонија, легализација на доградбите ќе биде 1 евро за метар квадратен. Значи, заради неправдата која беше нанесена и кај што голем број од нашите сограѓани плаќаат за стари станови по 120 евра за метар квадратен, а сите останати во државата, вклучително и нови добри објекти индивидуални, имаа можност да ги легализираат за 1 евро. Ние тука во општина Карпош со одлука на Совет ќе донесеме одлука која ќе значи легализација на овие објекти за 1 евро. Со тоа ќе излеземе во пресрет на граѓаните. Покрај тоа, ние во општина Карпош ќе реализираме низа на проекти кои ќе значат стоп на дебармализацијата на Карпош, на неконтролираната градба, на уништувањето на зелените површини. Со тоа ќе покажеме грижа за нашата околина и ви најавувам дека сите оние маркици и на вас и на граѓаните на Карпош кои се вцртани овие години, особено последнава година, во зелените површини во Карпош ќе бидат отстранети. На тој начин ќе ја заштитиме нашата зелена околина, нашите тревни површини и ќе овозможиме простор за играње на најмладите и за добра животна средина и амбиент за повозрастите. Затоа, да повлечем уште еднаш, една од основните начела во нашата програма, во програмата на моја како кандидат за градоначалник и на СДСМ и Здружената опозиција е оваа мерка која сакам тука да ја изложам и пред вас пластично. Наместо 120 евра 1 евро. Едно евро за Карпош. Ова е мерка за граѓаните. Значи, ова е мерка која директно ги засега граѓаните и ќе им го подобри квалитетот на живот, а за сите оние кои досега го уплатиле полниот износ за легализација на балконите и дивоградбите, ќе ја разгледаме законската можност да им ги вратиме парите назад. Ви благодарам. Господин Петров, можели сте едно прашање преку соопштение до јавноста, Сојузот за иднината, значи испрати обвинување на сметка на Стефчо Јакимовски за злоупотреба на државни ресурси и администрацијата. Може ли кажете за што точно се работи? Знаете што, ние како политичка партија реагираме на сите злоупотреби во државната кампања секаде. Реагираме и тука, бидејќи очигледно е дека резервниот кандидат на ВМРО-ДПМН, господинот Стефчо Јакимовски, ги користи државните ресурси, ја товара администрацијата во автобуси и како циркус ја шета низ општина Карпош. Јас сакам да им порачам на тие луѓе да водат сметка за своето достоинство.